почитувани министри, пратеници и градоначалници, почитувани екселенции, почитувани дами и господа. Шукарален, конишtan кериба, таро сумналеско родиве, баши романичип, панчто новембро. Денес, гледајќи ве сите вас овде присутни, можам слободно да заклучам дека успеавме. Граѓаните успеа, владата на Република Северна Македонија успеа во обидот да изгради инклузивно општество, општество за сите, општество каде повеќе ќе нема поделби врз основа на нација, вера, раса, пол. Општество каде секој граѓанин на Република Северна Македонија ќе се чувствува еднаков и рамноправен. Успеавме да ги затвориме портите на национализмот, алатка која мощне, вешто и итро ја употребуваше претходната владеачка структура. Ова го велам бидејќи денеска, заедно со нашите сограѓани, македонци, албанци, турци, срби, бошњаци, заедно го прославуваме Светскиот ден на ромскиот јазик. Основните особености на еден народ секогаш биле неговото културно наследство, неговото писмо и пред се и над се јазикот како основно средство за меѓусебна комуникација. Многу познати и признати светски лингвисти и историчари, проучувајќи го ромскиот јазик, утврдија дека како и многу други и нашиот ромски јазик своите корени ги влече од Индија. Ромите во обид за подобар и попристоен живот тргнаа на сите страни на светот. Со текот на времето стануваат составен дел од тие земји, превземајќи значајни делови од говорот на новото населените подрачја. Меѓутоа, секогаш основата на ромскиот јазик останувала иста. Така да и ние денес лесно може да се разбереме со нашите сонародници насекаде во светот. Како интересен феномен, морам да напоменам дека и нашиот јазик извршил одредени влијанија на средините во кои што сме се населиле. Ова особено значи и важи за така наречениот јазичен сленг, каде што влегуваат зборови од ромско потекло. Како и за многу други работи, поврзани со основните човекови права, така и во однос на јазикот предничат ромите, кои што за свој постојан дом и татковина ја имаат нашата земја, Република Северна Македонија. Во нашиот ген е кодирана нашата желба за постојани патувања и запознавање на нови простории и региони. Меѓутоа, во последните години, тука кај нас и во Европа и пошироко, доминира либералната социјалдемократска идеја. Се помалку талкаме во белосветските беспатија, затоа што тука во нашата единствена татковина ние сме на вистинскиот пат. И овој пат не е лесен и послан со рози, тешкоти ќе има. Но се додека пред нас свети светилникот на обидената Европа, ние сите заедно остануваме на тој пат, од една единствена причина. Друг пат немало и ќе нема. И затоа уште еднаш сите заедно напред. Благодарам на вниманието.